една од темите која што е можеби една од поизвикуваните на светското првенство, токму судењето, варот, одлуките, па решивме да поразговараме лично со фудбалски судија кој што е дел од македонските фудбалски судиски кругови и од него да побараме одговори. Следи разговор со Мартин Дувњак. Постојат три професии поврзани со фудбалот што најмногу ги интригираат навивачите: фудбалер, фудбалски тренер и фудбалски судија. Денешниот соговорник на Мундокаст не е случајно избран затоа што од овие три досега има комплетирано две: поранешен фудбалер и сегашен фудбалски судија Мартин Дувњак. Мартин, фала ти прво што разговараш со нас во 10-то издание на Мундокаст и пред да загребеме малце овие мундијалски теми, како почна фудбалот и каде беше онаа линија од која што почна судиската кариера? Така, прво се заблагодарам за можноста да бидам дел од вашата емисија. Навистина ми е задоволство кога и да погледам спортски емисии кои што го тангираат спортот, особено фудбалот кој што ми е љубов од уште мали години. Фудбалот започна многу рано, уште на 7 годишна возраст негде во Вардар, во фудбалскиот клуб Вардар, каде што ги истерав сите, да кажам, младенски школи до младинци и потоа продолжи во второлигашките клубови во државата. Значи Скопје, Локомотива од Карпош, Еромилк, Горно Лисиче, така што цел живот сум во фудбал и сега како фудбалски судија продолжувам со истото. Каде беше оној преломен момент да се одлучиш за фудбалски судија и што е потребно од квалификации, од обуки или сето она што треба да те направи спремен да судиш утакмица? Па моментот дојде кога престанав со професионална фудбалска кариера. За жал, како викаат оние што не успеале како фудбалери, како играчи. Така. Потоа доста често се желба да останат во фудбалот и во спортот. Така што ми се пројави можност да почнам како фудбалски судија. Искрено повторно си во фудбалот, за човек што цел живот бил во спортот и во фудбалот, кој што ги разбира, да кажам, и стартовите и фудбалската игра, верувам дека е многу полесно се снајде како фудбалски судија. Така што ми се укаже како можност пред 3 години негде, од тогаш натака судам и ден денес. И е навистина предизвик како професија затоа што почнувајќи од надпреварите на најмладите генерации, ние 2017 па се до трета лига сениори, се сочуваш со секакви предизвици, секој надпревар е посебна приказна сама за себе, така што е навистина задоволство да се биде дел од фудбалската професија. Интересно што ги спомена овие третите лиги, затоа што за нив слови нели дека на теренот на одредени екипи Реал Мадрид не би победил. Жешки гостувања. Да, жешки гостувања. Веројатно тамо секој гостување е жешко, секој домашен терен си е посебна приказна. Колку е тешко на тие терени да си судија и да излезеш на крај и со домашни екипи, и со публика, и со стручни штабови? Па со целокупниот амбиент, како што спомна ти, постојат некои екипи што го дефинираат тоа како нашиот терен е овде, ни Реал Мадрид не добива. Меѓутоа сметам дека ако еден судија се изгради како авторитативна личност и како авторитативен судија и пред се успее успешно да ги менаџира, да го менаџира надпревара, да ги менаџира тимовите и се што доаѓа во еден 90 минутен надпревар, на крајот се снаоѓа со тој предизвик. Така. Она што сега ни е најгорлива тема, светското првенство, меѓутоа освен нели головите, убавината на надпреварите, стрелците, некако судењето се провлекува и низ групната фаза, и низ елиминациите. Пред да почнеме нели со конкретните прашања, како во глобала ти се чини судењето на ова светско првенство? Па во глобала впечатокот на многу луѓе е дека скоро на секој надпревар постои по некоја дискутабилна ситуација која што се коментира и некој општ впечаток дека се фаворизираат малку некои посериозни репрезентации. Сега тоа може да е субјективен начин на гледање на нештата, меѓутоа факт е дека постојат некои сомнителни ситуации кои што оставаат простор за дискусија. Тука е варот да помогне и да ги коригира некои судиски грешки. Сега сосема друга тема на дискусија е како се практикува варот,
дали е корисен или не и во кои ситуации се потребува. Ако може да се надоврзам, лично сметам дека варот, например, како технологија изминативе години е тука како алатка да помогне на судиите да имаме по-фер судење и да се исправат тие некои грешки колосални кои што еден судија нема да ги види или можеби не сака да ги види. Меѓутоа, за мене е малку специфично некогаш критериумот на употреба на варот. Да речеме, малку сметам дека треба да се прецизира точно во кои ситуации и да се пременува исклучиво за судиски грешки кои што се видливи и објективни. Затоа што некако изминатиот период сме сведоци дека фудбалот се претвори во безконтактен спорт. Значи, ако ги паметиме порано там матераци фудбалери кои што го дигале противникот 3 метра над земја. И на тоа кариери направија. Да, сега некако вар може да се активира и за обично згазнување на противнички играч, така што е придобивка во денешното судење, меѓутоа да се употребува според мене со стриктни правила и во ситуации кои што стварно е неопходен. Затоа што некако се обременува фудбалската игра. Знаеме, имам по 9 минути продолжување на прво и второ полувреме. Екипа која што ќе се израдува на погодок, па после 3 минути ќе се врати судијата да прегледа вар снимка, така што малку се наруши она убавина на фудбалската игра. Токму следното прашање ќе беше ова судија кога враќа од пред 2 минути, меѓутоа бидејќи ни го одговори во склоп на ова прашање, други две ситуации што некако не многу се зборуваше за нив, оној буквално, ај така да кажеме, контакт со влакно од коса на Хрватска против Португалија и бришењето на црвениот картон на Балогун од Америка, каде што судија по гледање на вар го доделува, дали тука се руши и кредибилитетот на самиот вар, меѓутоа и се обесхрабруваат судиите. Да носат одлуки, да. Така. Па како што напоменат, според мене тие две ситуации може би беа највпечатливи на целото светско првенство. И колку и да сведочевме на некои добри интересни надпревари, мислам дека ќе останат трага на ова светско првенство во Америка. Особено за мене беше ситуацијата со Балогун, напаѓачот на Америка, која што по интервенција на вар судијата доделува црвен картон. Веќе сите знаеме што следува да паузира на следниот надпревар. Меѓутоа, како што излези во јавност, потоа имавме за жал мешање на политиката во спортот, каде што Трамп реагира, иако потоа излезе со го негираше тоа дека не вршел директен притисок, меѓутоа дека влијал на некој начин да погледнат уште на таа ситуација. Меѓутоа, тука и многу експерти тоа го коментираа, малку представува проблеми и не е фер кон Белгија, да речеме, последниот противник на Америка, затоа што тие се спремале за една тактика без Балогун како напаѓач. На само ден пред надпреварот го враќаат Балогун да може да игра, така што на некој начин се нарушува кредибилитетот на судијата и на вар системот кој што во прв случај го повикува судијата да додели црвен картон за таа ситуација. Го спомена и надпреварот на Хрватска, кој што разви многу дилеми и дискусии, дали тука имаше контакт со глава на Матановиќ, мислам дека беше фудбалер. Од снимките се гледаше дека како скоро и да не ја добира топката, меѓутоа со новите технологии денеска, нели, чипот вграден во фудбалската топка, наводно имало контакт во тој момент, така што дискутабилни ситуации кои што оставија печат на ова светско првенство и кои што сметам дека не би требале да се повторуваат во иднина на некои други првенства и еве како судија, некој што е најдиректно засегнат од овие работи, кој е идеалниот рецепт за утре да не разговараме за вакви работи, туку само за резултатите и за убавината на некој надпревар? Па како што спомна и ти, мислам дека ако веќе е воведен варот со стриктни правила кога треба да се променува и во кои ситуации, доколку судијата досуди црвен картон, да речеме, или поништи гол или некоја клучна ситуација, треба да се остане на таа одлука и да нема никаков простор за сомнеш или да отвори шпекулации за некакво влијание или за фаворизирање на некоја екипа, кога веќе се воведува како алатка да олесни фудбалската игра и фудбалското судење, да донесе поголема правда на надпреварите, да речеме за некои грешки на судиите кои што не ги виделе или не можеле да ги видат, би требало да се полага доверба во тој систем и да се остави да функционира како што е. Така. На самиот крај, веќе еден финалист имаме, тоа е Шпанија. Во моментот кога го водиме овој разговор, се уште не се знае кој е вториот, дали Аргентина или Англија. Би се осмелил ли да даеш предвидување
кој ќе биде вториот финалист и кој можеби ќе подигне титулата? Па ќе следиме интересно второ полуфинале помеѓу Англија и Аргентина, или ќе се повтори претходното европско првенство кога Шпанија и Англија играа финале, Така, или пак ќе се сретнат европскиот и светскиот шампион, Шпанија и Аргентина. така. Така што мислам дека вечерашниот дуелот помеѓу Аргентина и Англија ќе биде доста изедначен и очекувам некако искрено потано најавам дека Меси ќе се најде во финалето како една круна на неговата кариера, иако англичаните 66 години чекаат да се врати дома трофеот. Меѓутоа, очекувам Аргентина да биде дел од финалето и да следиме еден исклучително интересен надпревар со Шпанија. На самиот крај, бидејќи ја спомна Аргентина, а многу се коментира и по социјални мрежи, се пишуваат петиции веќе, некој имаш ли чувство дека Аргентина е подпомогната? Тоа е впечатокот на голем дел од јавности, коментарите кои што ги следам, дека како да се помага и се на некој начин фаворизира Аргентина како прошли светски шампион. Така. Можеби и ради кариерата на Меси која што е веќе во некоја завршна фаза. Имаше некои ситуации, спорни одлуки како на Египет, каде што некои луѓе сметаа дека не е досуден пенал. Меѓутоа, генерално Аргентина е сепак репрезентација која што заслужува да биде во самиот крем и во самиот финиш на светските првенства, така што ќе видиме на крајот што ќе донесе финалот. Така. Мартин, фала ти за разговорот. Фала и на вас ти за што ни можност. пружи ваква една перспектива да ги согледаме работите. Ние остануваме тука како поддршка на сите луѓе вклучени во македонскиот спорт и ти благодариме и тебе за убавите зборови и поддршката. Фала ви. И се надеваме дека ќе имаме можност да коментираме вака и други големи надпреварувања. Фала ви, јас ви посакувам уште многу успешни емисии и да ги продолжите да ги тангирате овие теми фудбал, спорт и многу успех понатаму. Така. Мундо Касти овој пат не разочара, останете со нас до самото светско првенство и во епизодите кои што преостануваат до крајот ќе имаме доста интересни гости кои што ќе имаат што да кажат.